Со првиот разговор во денешното издание на Македонија наутро фокусот го ставаме на децата, темата ја најавуваме вака. Медиумската писменост во 21 век е од суштинско значење. Нашите деца 24/7 живеат во свет на мокни медиуми. Едно неодамнешно истражување покажува дека децата, например, на возраст од 8 до 18 години, во просек трошат 7 часа и 38 минути на забавни содржини во медиумите, надвор од училишните активности и обврски. Доколку добро се користат, медиумите секако можат и да научат и да забавуваат, и тоа на многу позитивни начини. А тоа е и меѓу другото целта на образованието за медиумска писменост на кое што се фокусираме утрово. Како да ги насочиме децата да размислуваат критички за медиумските пораки, но и да креираат свој. Тема на разговор со Весна Никодиновска, раководител на проекти во Македонскиот институт за медиуми. Добро утро, Весна, и добре ни дојдовте. Добро утро и вам и на вашите гледачи. Мило ми е што сум тука. Она што со што даваме вовед практично на темата е и самата најава. Медиумската писменост, особено во 21 век, е клучно доколку сакаме деца кои размислуваат. Да, медиумската писменост како концепт практично во последната деценија се придвижува, значи, од маргините на заинтересираност до една од важните теми во образованието. Затоа што се повеќе расте и разбирањето и свесноста дека преку вештините што се стекнуваат преку медиумската писменост, знаењето што се стекнува, може да им бидат од корист на младите генерации, на учениците во градење на здрави навики, во градење на здрави вредности, исто така и во полесно снаоѓање во медиумската реалност, комплексната медиумска реалност во која што живееме. Живееме во свет на дигитални технологии кој што е многу поразличен. Нашите деца живеат во овој свет кој што е многу поразличен од времето кога ние сме биле деца, кога генерациите на нашите родители биле деца. Буквално сме обкружени со информации, со медиумски пораки, не само на дневно ниво, не само на дневно ниво, туку во секој момент од денот. Проблемот е во тоа што децата мора да се запознаат со медиумската писменост, бидејќи на тој начин стекнуваат вештини, стекнуваат знаења за критичко размислување. Што подразбира тоа? Критичкото размислување значи дека тие сами ќе треба да истражуваат, сами ќе треба да поставуваат прашања, преку истражување и преку прашања ќе треба да бидат способни сами да формулираат аргументи, да формираат своји ставови, а многу често и да ги преиспитуваат така наречените зациментирани ставови. Инаку, медиумската писменост сушност подразбира, битно е да биде вклучена во образованието, затоа што тоа подразбира учење со и преку медиумите. Тоа е еден вид на функционална писменост на 21 век. Тоа значи многу повеќе од тоа да се знае, да се чита, да се пишува, туку да се толкуваат медиумските пораки, да се анализираат тие медиумски пораки кои што стигнуваат до нас од многу различни извори во текот на денот. И дополнително, овие промени во дигиталните технологии, во информатиско-комуникацијските технологии, го менуваат и начинот и методите на пренесување знаење. Така што многу е важно медиумската писменост, создавањето на медиумски содржини, користењето на тие медиумски содржини да бидат вклучени во наставниот процес. И на тоа го ставаме фокусот во денешниот разговор. На почетокот на работната недела организиравте една панел дискусија на која што впрочем беше представена рамката за медиумска писменост за основното образование. Тоа е во одредени предмети од прво до 9-то оделение. Оно што ме интересира, што се содржи оваа рамка, Весна? Овој документ практично ја поставува основата за вклучување на медиумската писменост во основното образование. На почеток да кажам дека е изработен од страна на работна група во која членува представници од Бирото за развој на образованието, од ИРЕКС и од Македонскиот институт за медиуми, и документот е подготвен во рамки на проектот на USAID за медиумска писменост младите размислуваат. Инаку овој документ има за цел на почеток да објасни што представува медиумската писменост, кои се незините елементи, зошто е важно да биде вклучена во основното образование за почеток. Тој документ дава еден преглед на
домашни, инострански, на меѓународни документи од Европската Унија, од УНЕСКО, од Советот на Европа и пошироко, меѓутоа и документи од аспект на домашната легислатива, потоа исто така различни истражувања, различни наоди на граѓанските организации и институции кои што работат во оваа област кај нас. Сите тие содржат препораки и насоки како медиумската писменост да се вклучи во образованието, во наставниот процес. Исто така дава и преглед на различни модели, како таа е вклучена во други земји во светот, значи во Европската Унија, во Европа, во регионот. И морам да кажам дека медиумската писменост е концепт кој што не е нов. Значи во некои држави од светот, например во Финска, веќе 50-на години, од 70-те години на минатиот век е вклучен во образовниот процес. Меѓутоа, тоа што е најважно, сметам дека е таа рамка всушност дава еден преглед на тие теми и содржини од 1 до 9 оделение, што ќе бидат вклучени во наставната програма од 1 до 9 оделение, доминантно во предметот мајчин јазик, меѓутоа и во други предмети кои што имаат сродни или слични теми. Наставниците и професорите кои ќе предаваат се клучниот фактор во целата оваа приказна, бидејќи за да предаваат треба да ја владаат материјата, односно да бидат медиумски писмени. Како одеше работата со професорите? Наставниците се многу важни во процесот не само на пренесување знаење, туку и на поттикнување на критичкото размислување кај децата. Меѓутоа, со сите овие промени кои што ги разговараме, се менува и нивната улога во образовниот процес на 21 век. Значи, наставникот веќе не е некој што застанува пред учениците и го предава тоа што е само напишано во учебникот. Не е тој кој што не треба да биде тој што предава само екс катедра. Туку улогата на наставникот е сега повеќе да ги води и да ги насочува учениците, затоа што знаењето, како што и самите кажавте, е достапно буквално на еден клик на тастатурата. Значи, сите информации, децата имаат пристап до огромен број на информации кои што стигнуваат до децата и до сите нас. Наставникот е тој кој што треба да го поттикнува критичкото размислување. Треба да им помогне на децата да отворат дискусија, да разговараат, да го кажат своето мислење. Значи, само на тој начин, преку поставување прашања, да ги поттикнува децата да поставуваат прашања. На тој начин тие ќе бидат способни сами да извлечат заклучоци, да бараат и да нудат решенија. Колку родителите пак се неопходна алка, бидејќи велиме нели од дома поаѓа се? Родителите се клучна алка во овој процес, бидејќи и тие практично живеат во ова дигитално време и оваа дигитална реалност практично се одразува, се рефлектира на нивните деца. И многу често, голем дел од родителите си поставуваат, верувам, некои од прашањата дали моето дете поминува премногу време на дигиталните уреди, на интернет. Дали треба да го ограничам во користењето на интернет, во користењето на дигитални уреди. Сите овие прашања се многу легитимни прашања. Меѓутоа, родителот е тој кој всушност треба да му помогне на детето, да го насочи детето да создаде здрави медиумски навики и тоа од аспект на колку време поминува на интернет, колку време поминува со дигиталните уреди, какви содржини бара. Значи, многу е битно присутноста на родителот. Значи, родителот треба да биде присутен во овој процес кога детето користи дигитални уреди, кога пребарува интернет содржини на интернет. Родителот е тој кој што всушност треба да му помогне да стигне до извори, до безбедни извори на информации, без оглед дали станува збор за забава или пак за учење. Весна, кога станува збор за медиумската писменост, за да го подигнеме нивото на истата, треба подеднакво да бидеме вклучени сите општествени чинители. Тука мислам и на државните институции, на граѓанските организации и на медиумите. Имате ли чувство дека сите подеднакво сме вклучени и сакаме да учествуваме? Македонскиот институт за медиуми, каде што јас работам, веќе 15 години работи во оваа област и ја следиме области и промените кои што се случуваат во неа, доколку пред 5-10 години можевме да кажеме дека граѓанското општество е мотор на тие промени, мотор во унапредувањето на нивоата на медиумска писменост меѓу граѓаните. Можам да кажам дека последниве години расте и институционалната свесност
за важноста на медиумската писменост. Впрочем, пример за тоа е и институционалната поддршка која што овој проект, проектот на USAID за медиумска писменост младите размислуваат, ја добива од Министерството за образование и наука и од Бирото за развој на образованието. Всушност, во координација со овие две институции, ние успеваме да работиме со наставниците, да работиме со наставните програми, да се вклучи медиумската писменост. Меѓутоа, тоа што е многу важно е дека и други чинители се вклучуваат во овој процес на унапредување на медиумската писменост. Например, Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги е иницијатор и ја администрира мрежата за медиумска писменост. Значи, мрежата за медиумска писменост, ние сме една од државите во регионот која што може да се пофали дека има една ваква неформална мрежа, меѓутоа која што функционира. Таа брои околу 80 членки, 85 членки. Тука членуваат граѓански организации, институции, медиуми, експерти, значи голем број чинители во оваа област. Оваа мрежа ги организира и деновите на медиумска писменост, тоа е една глобална манифестација под покровителство на УНЕСКО се организира и оваа година, еве да најавам, почнуваат деновите на медиумската писменост, почнуваат на 24 октомври. Ке има многу од организациите кои што се дел од организацијата и ке има многу интересни содржини. И често и во Македонија наутро, особено во текот на целата година го правиме тоа, но особено во овие денови акцентот ќе го ставиме и на медиумската писменост. Сосема за крај, со кој темпо ќе се вклучува медиумската писменост во наставниот процес и какви се очекувањата? Значи, ние моментално од септември спроведуваме обуки за околу 8500 наставници, наставници од оделинската настава и наставници по мајчин јазик од 6 до 9 оделение од целата држава. Тоа е во соработка со Министерството и со Бирото за развој на образование. Овие наставници треба да се обучат за да можат подоцна да ги пренесат овие знаења и концепти поврзани со медиумската писменост на учениците и многу е битен овој процес. Инаку, за да можеме да им помогнеме на наставниците, подготвуваме и други ресурси како прирачници за медиумска писменост и различни други едукативни материјали. Меѓутоа, сакам да кажам дека овој процес планираме да продолжи, да го опфати и средното образование, да бидат вклучени овие содржини поврзани со медиумската писменост и во средното образование. Нашите колеги партнери од проектот, Институтот за комуникацијски студии и Младинскиот образовен форум работат и со факултетите, меѓутоа и со неформалното образование на младите луѓе, така што се обидуваме да направиме еден така холистички пристап да имаме кон оваа тема и кон оваа област и да опфатиме што е можно повеќе возрастни групи и различни сегменти од население. Ние ќе информираме за процесот. Благодарам многу, Весна, за гостувањето во Македонија наутро. Ви благодарам на поканата.